Добро вечер. Среда е 9 часот и 10 минути на вечер, 21:10, редовен термин за печат на неделата. Емисија во која што јас сум Сашо Арнауски, се обидуваме да раскажеме, да проанализираме, да ставиме печат на нешто што се случувало во изминатата седмица, понекогаш и повеќе од 7 дена, но нешто што во секој случај ќе го привлече вашето внимание. Денешниот мој гостин е господин Стево Пендаровски, професор Стево Пендаровски, кој што во моментов е националниот координатор за наша интеграција во НАТО. Добро вечер, господин Пендаровски. Јас морам да се извинам, бидејќи денеска беше густ денот. Во моментов имам двајца колеги кои што седат на две места низ Скопје. Ќе почнеме со колегата Игор Стефановски, кој што се наоѓа пред судот или можеби пред обвинителството, бидејќи госпоđата Вилма Русковска, јавниот обвинител за организиран криминал, пред сосема кусо време даде изјава по повод денешните настани. Предлагам Игор да го чуеме. Игор, дали евентуално си на линија, дали може да се слушнеме? Ќе ни треба уште некоја секунда и мислам дека Игор наскоро ќе се вклучи од пред зградата на судот во Скопје. Игор, добро вечер, дали се слушаме, дали сме на линија? Добро, бидејќи имаме некаков технички проблем, таму ми јавуваат од режија, тој е програма во живо, се разбира. Дали може би режија имаме Весна Велкова на линија која што ќе се вклучи од седиштето на ВМРО, каде што туку што заврши и Весна во моментов, бидејќи таму се уште е околу техничките аспекти се работи. Добро, од режијата ќе ми јават во секој момент кога ќе ги имаме колегите на линија. Господин Педаровски, што работи националниот координатор за интеграција во НАТО отколку земјата ќе се интегрира во НАТО? Ви завршува портфолиото ви затоа што црногорскиот министер за одбрана во Брисел на Шекеринска и вели госпожа Шекеринска допрва сега ви почна работата. Дали сме свесни за тоа? Да, интересно е што називот вистински, долгиот назив на мојата функција сегашна е координатор за НАТО за подготовки за влез на по старата Република Македонија за влез во НАТО. Значи ја номинално ќе бидам ова што сум максимум до влезот, значи до полноправно членство. После ќе има работа, ама тоа ќе биде за некој друг координатор, не за овој што е за подготовки за влез. Неколку пати кажувам дека во овој период, тоа ќе бидат веројатно, да речеме година дена, сите велат дека тоа се очекува напролет да заврши. Јас мислам дека се прават напори до Лондонскиот самит во декември, сепак да се стигне. Реално никој не вели напролет. Добро. Ја бев еден од тие што беше првиот квартал. Најдалеку сме оделе јануари, февруари и врзуваме од кога е подпишан пристапниот протокол. Отприлика 12 месеци колку што им требаше на црногорците за да проде ратификацијата во тогаш нивните 28 парламенти. Се има еден повеќе со нив, црногорскиот. Инаку за информација на јавноста, црногорскиот парламент закажа на 1 март ратификација, така што да се прошегуваме малку со нивната историска позната бавност, спорост, они ќе бидат меѓу првите и во смисла во однос на ратификациите одлично е што комшиите први ратификуваат. Не само Грција која беше обврзана со договорот, туку и сите други. Ја гледа вашата изјава, ми јавуваат од режија дека нашите два репортери се подготвени да се вклучат. Ајде да тргнеме со Игор Стефановски кој што е од пред судот. Игор, добро вечер. Вилма Русковска имала доцен настап за да објасни што се случува со денесните приведувања и распити во судот. Повели, Игор. Благодарам Ордановски. Пред малку изјава за медиумите даде шефицата на обвинителството за организиран криминал, обвинителката Вилма Русковска, која рече дека е завршен распитот односно испрашувањето на осумничените Милјана Киевски и Спиро Ристовски. Што кажале внатре, не можеше да открие поради тајноста на истрагата што води и самото обвинителство за организиран криминал, но и самиот суд, каде што даде одговори на прашањата на судија на претходна постапка во Скопска единица. Да ја погледнеме изјавата од обвинителката Вилма Русковска. Нема донесена одлука, сега само што завршивме со произнесувањето на осумничените за предложената мерка притвор. Кои се основите на обвинителството за кои се бара притвор? Опасност од бегство и влијание врз сведоци и попречување на истрага. Сега внатре на распит на Киевски и Спиро Ристовски? Че завршивме со распитот. И се внатре ја чекат одлугата? Да. Зошто се замина господинот Рајк Велјановски? Да. Затоа што се повика на пратеничкиот имунитет.
Од сообщението кој што ги испративте попладнето преку вашата служба, се гледа дека се темели врз база на сведочењето на еден од обвинетите во овој случај кој што веќе се води. Има ли и други докази црпски кои што би можеле да одат до обвинение? Никогаш нити наредба за истрага, нити обвинение се базира само на сведочење на еден или на еден сведок. Покрај сведочења на сведоци или на обвинети, мора да има и други, барем материјални докази, што во конкретниот случај обвинителството ги поседува. Како донес што го видовме во сообщението, Никола Груевски, односно неговата улога тука не е спомената, а е меѓу овие осомничени. Барем не видовме таква улога каква што можевме да видиме па во ова обвинение кој што го имате за овој случај, каде што и го добил повикот. Повикот во вие не стигна, дали сега тој или не, Вака, јас не сум обвинител кој некого ќе гони на смртна постела, ама до крај ќе се залагам за начелото на презумција на невиност. Така ве молам, кога спомнувате било кого во фаза на истрага да користите иницијали. Во сообщението не е споменат никој. Тоа е кратко сообщение, а за утре планираме пресконференција на која ќе бидете повикани сите во седиштето на јавното обвинителство на Република Македонија. За часот ќе бидете дополнително известени. Тоа беше изјавата на шефицата на обвинителството за организиран криминал и корупција, која не прецизираше точно конкретно за поранешниот премиер Никола Груевски каква улога имал за собраниските инциденти од 27 април 2017 година, но тоа што беше кажано односно соопштено од страна на јавното обвинителство на Република Македонија, меѓу другото дека осомничените организирале преку политичка партија членството во Скопје и од другите градови, односно го мобилизирале и за време на протестите пред Државната изборна комисија, но и за време на протестите пред парламентот на 27 април во 2017 година, а за време на немилите инциденти во законодавниот дом со возило од Управата за безбедност и контраразузнавање вработено од ДУБК донел оружја за да бидат искористени од страна на демонстрантите пред законодавниот дом кои имале искуства со водење, односно со ракување на оружја. Како што и претходно објаведен во осомничени во постапката се Никола Груевски, екс началникот ВУБК Никола Бошковски, тие двајца се во бегство, Трајко Велјановски, поранешниот спикер во законодавниот дом кој распитот не му почна во кривичниот суд бидејќи се повика на претеничкиот имунитет, а одлука за тоа дали вечерва ќе има притвор за Милијана Киевски и Спиро Ристовски и двајцата ја чекаат во зградата на кривичниот суд. Денеска таму беше и судиката Кацарска, мислам дека пред еден час нешто повеќе веројатно даде некоја изјава. Ја имаме ли таа изјава? Беше ли таму кога тоа се случуваше? Така, Ордановски, токму во таа насока ми беше и наредната мисла. Токму пред 2 часа изјава за медиумите даде судиката Добрила Кацарска, која во тој момент го напушти судот. Таа потенцираше дека обвинетиот Александар Василевски Нинџа не направил спогодба со судот, а со самиот Скопски кривичен суд во оваа фаза на постапката, конкретно за насилствата од 27 април, процесот кој го води судиката Кацарска, не може никој да направи спогодба. Да погледнеме изјавата. Па пред се јас не знаев дека се пред судот лицата за кои што вие велите дека се организаторите и не би можела ништо да коментирам затоа што сепак тоа е предмет кој што го работи со обвинителството и не можам да коментирам, ама по оваа фаза ништо. Обвинителството тврди дека на база на сведочењето во вашиот процес на Александар Василевски Нинџа ја темели истрагата. Знаете ли каква пресуда ќе донесете за него? Се шпекулираше дека се спогодува со обвинителството, но и со судот. Со судот не може да се спогодува, не во оваа фаза. Се знае кога може обвинет да прави спогодба пред суд. Со мене во никој случај
на крај на завршни зборови сме, не станува збор да прави било каква спогодба. Дали со обвинителството има некаков договор, некаква спогодба, тоа не би можела јас да коментирам. Утре очекуваме да ги слушнеме последните завршни зборови, за кога се очекува пресуда да се носи. Па се надевам дека утре ќе завршиме со последните завршни зборови, остана уште 4 обвинети. Се надевам дека во рок од недела дена би требало да биде објавата на пресудата. Иако морам да кажам дека законскиот рок за објава е 3 дена, секој се придржувам на тој рок, но сите вие знаете дека се работи за исклучително обемен предмет, тежок предмет и во овој случај ќе ми треба барем недела дена да ги спремам да ја спремам објавата нормално и да видиме околу казните. Така е, ова беше судиката Кацарска во својата вечерна изјава. Игор, јас ти благодарам, бидејќи мислам дека овој спор дојде до едно расчистување на едно ниво, сега очигледно преоѓаме на организаторите од страна на обвинителството. Тие сомневања сега ќе се докажуваат пред судот. Јас ти благодарам. Предлагам Весна Велкова, која што ни е во седиштето на ВМРО ДПМН, да ја вклучиме режија ако ни е подготвена, бидејќи таа ја следеше пресконференцијата на лидерот на опозицијата господин Христијан Мицкоски. Весна, добро вечер. Добро вечер. Што се случуваше? Ние имавме едно 3-4 минути во самиот дневник. Како изгледаше сето тоа? Заврши пред 10 на 15 минути. Што се поентите главни господинот Мицкоски? Така, Ордановски, овде во редната пресконференција на опозицијскиот лидер Христијан Мицковски заврши. Ние сме веќе пред седиштето. Беше најавена со поенти за сето она што се случуваше вечерва, но од него слушнавме многу малку за тоа. Тој рече дека станува збор за нова тура на политички прогон. Рече дека сите овие вечерашни приведувања се само обид да се отргне вниманието од партиските вработувања и се она што се случува во државата, нели, од власта на СДСМ. Инаку, поинтата беше исто така дека едно од поинтите кои Мицковски ги посочи дека Заев нарачувал убиства и поради тоа народот и Македонија, како што рече, тој ќе му врати на претседателските избори, а потоа и на предвремените парламентарни избори. Повторно Мицковски го повика Заев да излезе и да дозволи парламентарни избори. Рече дека тие ќе бидат неминовни, откако тие би победиле на претседателските избори. Инаку целата пресконференција се доби впечаток дека всушност беше порака до Заев за претседателските избори и воопшто за изборната кампања. Инаку исто така Мицковски во својот говор се послужи со неколку флоскули од типот деспотот Заев кој високо лета, ниско ќе падне, и народот и Македонија ќе му врати за сите недела што ги направил. Отприлика целата пресконференција се сведе на претседателските избори. Освен она обвинувања дека Заев нарачувал убиства. Студио? Весна, благодарам многу. Мислам дека поентата е окей. Јас само сакам да кажам дека идната среда со господинот Мицкоски сме договорени да се видиме на оваа маса во следниот печат на неделата, така што мислам дека ќе имаме доволно време да ги прашаме сите подробности. Весна, благодарам. Преоѓаме на разговорот, да си го продолжиме разговорот со господинот Пендаровски. Пендаровски, НАТО има 3 инсистирања, од кои што она што мене ми се виде како едно на сите тие се рамномерно се разбира, ги потенцираат, меѓутоа инсистираат на правна држава, на легалистички приод, на стабилизирање на институциите со функционирање на правото. Овие вечерашни настани може ли да се гледаат во тој контекст или Мицковски кој што вели дека е ова еден прогон, еден режим, еден како да кажем, ние изгледа дека сме меѓу два огна, едното читање на опозицијата и другото толкување интерпретација на власт. Значи, прво да објаснам дека во однос на НАТО интеграциите ние по сите овие прашања бевме испрашувани во седиштето во Брисел на 18-19 октомври. По 7 тематски подрачја, меѓу кои владењето на правото беше прво. И поминавме со висока оценка, иначе немаше да подпишеме пристапен протокол. Сакам да споменам за ова денешниве настани, вечерашниве настани. Ако минатите апсења
претходните апсења, беа толкувани као компензација за нечии бегства, заради таквиот политички контекст. Па се ќе компензираме наводно со ова друга работа. Денеска не можете ништо да направите као компензација. Као компензација на што е? Па добро, очигледно мислам, обвинителката најавува со недели дека трагаат по организаторите. Никој од нас не е паднат од Марс, осим можеби некои луѓе во опозицијата. Ние знаеме кој го гледавме тоа во 5000 варијанти со 100 камери снимено. Така што не знам зашто се е таков шок кога ова отприлика можеше да се очекува. Може да се очекува и дури вака се како проследувачи на состојбите, не сме инсайдери, не ги знаеме информациите. И јас и ти и јавноста знае дека главниот или главните се уште не се надвор од дофат на раката на правдата, така што не ми е спорно. Дури би рекла дека ова малку и доцни, можеби се очекуваше и порано да се предпоставувам се, не да ги правдам, не ги знам сите околности, меѓутоа Кацарска вели прилично е обемен предметот. И е. Тука има многу влијанија. Некои од актерите знаат и гледачите сами дека беа надвор од државата во тој момент. И тоа склопување на меѓународни и домашни повици не е секогаш едноставно. Педаровски, ова ми е добар вовет, јас и денеска пишував коментари, воопшто имам впечаток дека не сите во државата кои треба, а и во публиката, во граѓанството исто така не сум сигурен дека преовладува во доволна мерка тој став, дека интеграцијата во НАТО е интеграција во еден систем кој не е само безбедносен. Тој е примарно безбедносен, но тој инсистира на стабилност на институции за да не им ја пренесеш нестабилноста потоа во самата алијанса. Тоа значи се ова што го разговараме. Мојот впечаток е дека дури и во власта некој, затоа што да речеме луѓе кои седат у министерство да речеме за транспорт мислат дека интеграцијата у НАТО нив не ги допира. Имам ја погрешен впечаток или... Тоа е впечатокот. Ако беше НАТО само воена организација или само безбедносна организација, ние најверојатно немаше да бидеме примени. Еве ви доказ. Исланд е членка на НАТО. Децении. Нема армија. Жители помалку од Скопје. Меѓутоа има таква геостратегија, таква положба, што не можеш да го заобиколиш. И кога безбедносни експерти што на глобално ниво размислуваат за прстени, кои најчесто опфаќаат континенти, тој е незаобиколен дел. Така што многу е битно и тие кога велат проширување на НАТО, велат проширување на зоната на стабилност, безбедност и во евроатлантската ареја, простор. Така е. Значи дали слушам приказни дека ние имаме мала армија, малку ресурси, па што ние воено ќе придонесеме. Тоа може да биде еден интересен детаљ да го загатнеме околу ратификацијата, ја спомнавме на почетокот. Можно е да најголемото одолговлекување биде баш од државата која се обидува да ни помогне побрзо да завршиме, имено Америка. Влезот на Црна Гора е во Сенатот од 198-1, Пол Ренд Пол е против. И он вели ова за Црна Гора исто ќе зборува и за Македонија. Вели тие се толку мали во воена смисла да ние не добиваме ништо со нив. Само непотребно иритираме Русија. Ама не е само воениот капацитет, воениот потенцијал. Добро, мислам, Америка е една елаборирана демократија во која што се разбира секој има право на своје мислење. Само да не го користи филибастерингот. Само да не го користи филибастерингот, да не трае со недели. Уште сме на темата на геополитиката. Значи, јужното крило на НАТО сега веќе направи една цитадела од Црното море до Јадранот. Практично со влезот на Македонија се зацврсти, се даде еден грб на Грција, која што е исклучително важна стратегиска земја во Медитеранот, се разбира Турција, бидејќи тоа е влезот за Блискиот исток. Од друга страна, ние интензивно слушаме денови од Белград дека Македонија станува центар за дестабилизација на српската политика. Тоа вчера го говореше министерот за одбрана Вугин на Србија. Дачич и Вучич речиси да не пропуштаат приликата да кажат. Ние сме биле центар нација и така натаму. Како реагираме сега веќе како членки на НАТО? Мислам, тоа е малку една непријатна ситуација, бидејќи србите нас не се сосед важен. Може забележувате, не реагираме. И така ќе биде. Знаете што, од време на време од Бугарија доаѓаат во контекст на договорот што го имаме, па и од највисоко место, барања за анекси на договорот. И вие ако на секое нивно таква зајадлива закачка вратите, вие во реториката за 24 сата во ова време на социјални медиуми, вие влегувате во кавга. Значи, освен тоа, ние не сме се соло држава. Ние сме де факто членка на НАТО, ние имаме столче, седиме со сите други, и тоа е транзиторен период кога седиме до Столтенберг, секој пат. Сега беат дефенс од министрите за одбрана, ќе бидат надворешните во април. Така што, сакам да кажам, ние не можеме да даваме индивидуални стави како ќе ни текне.
Бидејќи ние се сега и членка на алијансата де факто. Имав еден многу интересен разговор апарте, мислам, во една приватна, да кажам, ситуација после неговата пресконференција за бугарските медиуми со бугарскиот министер за одбрана, кој што добивам впечаток дека тера една домашна агенда, но се држи во рамките на НАТО, бидејќи тоа е сепак едно повисоко ниво. Ова што го велите дека сега таму има и многу внатрешни политики, бидејќи ние не има, ако збориме за Каркачанов, беше така циничен на некои прашања, особено пред затоа што тој мисли реално во однос на нашата интеграција, во однос на договорот за добрососедство со Бугарија, треба само да ја земете неговата изјава од 1 август, како веќе доаѓа предминатата година, која ја даде во Скопје, Свети Спас, пригодна свечаност по тој повод. И да не го гледате и да не го знаете како е неговото име и презиме, ќе мислите дека норвешкиот министер некој друг дава изјава, знае која е реалноста и се разбира се. Домашните реалитети се приоритет, особено во предизборен период. Немојте да заборавите, и Бугарија е членка на Европската унија веќе долг период, тие во мај месец имаат евроизбори. Така е. Пендаровски, вие бевте еден од ретките кои што ја артикулира таа тема, кој што е едно од трите барања на НАТО. Имено стабилноста на разузнавачкиот безбедносниот систем во смисла на моќта да отпорноста на упади од страна во информативниот систем и така натаму. Бидејќи сега вие денеска говоревте за тоа, стануваме предмет на огромно ниво на информации кои ќе се истовари овдека и воведуваме. Минатата недела беше подсекретарот на Столтенберг кој е задолжен за безбедност и разузнавање, имавте и тогаш изјава и покренавте прилична прашина во македонската јавност. Ај малку околу тоа да ми елаборирате. Тоа нема врска со гостинот. Да. Има врска со... Знаете што, ја мислам дека сум баш прв што јавно говори на таа тема и дел од владеачка структура. Ние не смееме да се правиме слепи при очи. Ние добро знаеме дека има луѓе во безбедносно-разузнавачкиот комплекс кои не работат за Западната алијанса и не работат Македонија да стане членка на таа алијанса. Практично не се за Западот. Ние ги знаеме. Ние ги имавме за 27 април, при упадот до собранието, ги знаеме сите странични и внатрешни влијанија, и во НАТО ни велат вака. Значи, прво, освен тие физички бариери што треба и неколку шифри и не знам колку круга на безбедноста физичка за класифицираните информации, вие мора да имате интегритет на луѓето кои ги примаат тие информации, кои ги обработуваат, кои ги селектираат и оние кои враќаат ваши евентуално разузнавачки информации. Еве да ви кажам еден мал податок колку е тоа голем обем на информации. Дневно во тој да го наречам информатички центар во кој се споделуваат информации од оваков класифицирани, има од 800 до 1200 дневно. Че вие треба да имате цела чета луѓе само да ги читат тие, ние сме мала држава, немаме такви интереси, за да знаете дали тука нешто има битно за вас, има по различни теми. Значи тоа е многу сериозна работа. И тие не сакаат некој тие работи да ги чита и да ги пренесуваат тама кај што не треба. Се разбира. Вашата изјава покрена една мала бура во чаша вода што се вели и следува коментари така натаму. Гледам дека сега веќе се спинува од страна на опозицијските медиуми, особено на ова Бегалецов што е во Будимпешта. Сега веќе почнуваат врз основа на тоа да прават дека СДСМ е неспособен, дека негови кадри треба да се менуваат и така натаму и така. Може ли тоа да се направи домашно политички проблем сега? Бидејќи ние имаме разни искуства на земји кои влегле во НАТО, како тоа го решавале? Нема да добиете безбедносен сертификат за да имате пристап во тој центар на НАТО, ако вие не сте проверен и од овој аспект. Значи, јас сум го кажал тоа многу пати и порано. Унгарија имаше големи проблеми, Бугарија имаше големи проблеми. Генералството се тврди дека само 30% од високите чинови, вклучително и генералските во овие две држави, кои беа прилично блиски до Советскиот сојуз, не добија пристап. Шефот на генералството на Бугарија не доби пристап. Не знам дали памтите така. Така што тоа ти не мора да те бркаат од работа, али нема да имаш пристап до тие информации. Просто. Докаде сме ние во таа постапка, се работи на тоа. Мене ме убедуваат ваши колеги и други кои се вклучени дека кај нас е сепак проблемот со помал обем, бидејќи ние сме сепак подоцна влегуваме, има едно пензионирање на разноразно стари кадри. Има една друга димензија. Точно е дека проблемот е многу помал од бугарскиот, речеме, или унгарскиот, романскиот, да не зборувам. Романија е членка на НАТО, да. Ние бевме во движењето на неврзаните. Што е среќна околност. Нашите генерали никогаш не беа обучувани во источниот блок. Нашите војни лица никогаш не беа обучувани. И точно е дека ова, кај што има лошо, има и добро, 20 години сме членка, односно кандидат за членство, и нашите генерали ги имаат поминато сите НАТО школи пред да станеме членка. Да, Пендаровски, меѓутоа нас не работи српската служба,
30 години. Не го говорам годините за време Југославија, но до самостојањето до денес, мислам тоа го гледаме на разни начини и во цивилните и во воените структури. Конечно, нашата армија беше дел од JNA, така што има тука и пракси и, не знам, административни па и кадровски решенија кои што влечат горе од таму. Не ни е нам прв пат да Белград се обидува, а Белград е сепак на друг начин поставен кон Русија. Тоа не мора да значи ништо, се разбира, не ни е нам Белград непријател. Да. Меѓутоа, тоа е чувствителна точка, предпоставуваме за НАТО. За НАТО е чувствителна точка, меѓутоа да бидеме реални, Белград е присутен поприлично и во сферата на медиумите, и во сферата на културата, и во различни други сфери, и во сферата на спортот, и во сферата на политиката, со своји влијанија, диспропорционално на што го имаат другите соседни држави, имено бидејќи со нив не сме биле во иста држава, децении и децении. За НАТО ова е проблем, меѓутоа тие чекаат ние да го решиме. Мислам дека ќе мораме да го заокружиме нормативниот контекст со издвојувањето на УБК, рокот кој го има поставено владата. Денеска на владата помина седница на владата. Помина, значи ќе имаме не само тоа, имаме уште еден закон кој е по моје убедување уште побитен. Голото издвојување на УБК не значи ништо, како што голото издвојување на петата управа во сегашна ОТА не значи ништо, ако вие немате координација меѓу сите органи кои се во тој сегмент. И помина предлог законот за координација на службите за безбедност и разузнавање, значи називот е она што ни фали долги години по британскиот модел, разузнавачката заедница. Че вие имате органи кои за секој за себе си има закон за внатрешни работи. Добро, како се координираат тие? Како споредуваат податоци? Како се чекираат еден со друг? Што конечно као здружена анализа му даваат на државниот врв? Еве да ви кажам 2001, го знаеме и како новинари, го знаете и како луѓе кои биле тамо вработени. Значи 2001 година Агенцијата за разузнавање на претседателот на Република Македонија во тоа време, Трајковски, му даваше едни информации за ист настан, за иста локација, од она што го даваше УБК во тоа време. Значи, како да станува збор за државни органи на две различни држави? Тоа се вика манипулација, за тоа се тие тренирани. Вие знаете дека во британскиот случај постои тело кое што го раководи многу висок пензиониран дипломат, кој што е последниот филтер од како сите шефови на нивните служби ќе се договорат, подпишуваат една информација која тој ја дава на политичарите. Да се приведен бафер помеѓу желбата и понекогаш што ја знам интересот за манипулации и политичарите кои треба да носат. Ние го имаме сега тоа. Добро. Многу сличен систем на тоа, да не откривам сега детали, тоа ќе влезе сигурно во јавна дебата, до јуни треба да заврши и едниот и другиот закон и практично да почне да функционира УБК надвор од тоа, но и координацијата и многу е слично до тој заеднички разузнавачки комитет на британската држава, во која ќе има цивил кој ќе биде еден вид координатор, не еден вид него баш координатор на службите. Тој кој што на крајот е последниот кој што координатор, да. И кој ќе биде цивил и ќе биде политичар, практично нема да биде. Свесен сте дека ве како да кажем ве тролаат, тој збор ја не знам како на македонски, меѓутоа и заради овие претседателски некакви контексти во кандидатурите, за тоа ќе се навратиме подоцна. Вашиот брат работи во агенцијата за разузнавање и гледам дека сите овие што ви се наврат закачени и така натаму. Тоа не е прв пат сега, тоа и во 2014 кога бев кандидат формално го користеа, значи се користат сите можни подземни и наземни методи со работи со кои објективно нема никаква врска, значи дури се злоупотребуваат и здравствени проблеми на член на семејството. Меѓутоа, тоа беше 2014. Тоа да го видам, да. Добро, денеска велите дека членството во НАТО меѓу другото ќе значи безбедносни закони од типот на сајбер криминали, од типот на миграцијски движења, од типот на лажни вести, фейк ньюс. Тоа очигледно не е безбедносен проблем, а истовремено станува безбедносен проблем бидејќи со фейк ньюс навистина може да се дестабилизираат. Затоа велам кога говориме за членување на НАТО, луѓето мислат дека тоа само за луѓе со униформи и со чварки на рамењата. Не, значи сајбер безбедноста е апсолутен приоритет на НАТО и формално во нивните стратешки документи од 2016, самитот во Велс. Значи 3 години наназад е тоа направо, не борба за територија, старите територијални војни. Тоа полека оди во архивата. Значи, овие неколку работи што ги спомена, знаете, еве фейк ньюс, како може да биде опасност за безбедноста. Ние имавме скоро една заедничка маневра со американските војници на Криволак и регионални подизведувачи на главните играчи кои се екстра регионални, се разбира, проследија фейк ньюс дека таму се вежба со осиромашен ураниум.
Ви може да добиете веднаш протести на целото локално население, мислејќи дека тоа навистина се случува. Или дури добиете протести со барање да излеземе од НАТО, уште не влезени, бидејќи што ќе влегуваме во таа алијанса која ги труе своите членки. Или не знам какви бази ќе доаѓаат овдека со такво оружје или отпад од вели кој не можеш да го сместиш во Германија, ќе дојде во Имаме ли Македонија. капацитет да се справиме со тоа? Да ви кажам, значи, и за сајбер. Да, еве да ви кажам, ние немаме автономни капацитети во делот на Франција и Германија немаат. Па и Америка е нова во тој дел. Меѓутоа морам да бидам отворен со јавноста и да кажам дека во НАТО, од НАТО веќе добиваме за сега пред се на билатерална основа од најголемите членки помош во оваа смисла и имаме посебни тимови, да не именувам се од каде и што, кои ни помагаа и пред референдумот и ден денеска, бидејќи тогаш беше најголемата пенетрација или обид да се дестабилизира државата преку фейк њуз. Само еден податок кој јас мислам дека го имам истакнато еднаш на една трибина, се едно. Значи, непосредно пред референдумот во септември, во Македонија беа регистрирани 20 нови сајтови на портали, њуз портали, кои беа идентични со овие кои веќе постојат. Да не ги именувам се овие, Plus Info, Libertas, така, идентични. Копи. Ако треба да ги загледаш прилично да видиш дали во нека точка или запирка се разликуваат и тие продуцираат само лажни вести. Значи да направат шашма во главата на просечниот консумент. Преземаме ли нешто како држава за тоа? Да, да. Се процесуираат ли? Се колку треба да прашаме во другите органи, Што стана со оној случај во Куманово каде што и вработен во АРМ, па потоа беше нејасно не знам што стана, меѓутоа тоа тамо почна постапката, не знам до каде. Денеска говоревте за тоа дека во моментов на разни боишта во светот каде што се водат овие граѓански војни кои траат со години, Афганистани, Ираци и така натаму, Сирија се извинувам, дека имаме околу 150 граѓани на Македонија кои што под различни околности биле, се вратиле, уште се таму и така натаму. Кој е обемот на заканата? Ова ве прашувам во контекст со една вест која се појави пред 2-3 дена и некако наеднаш потона. Дека наводно за една вечер се направени 20 апсења на исламистички радикали кои што подготвувале, на тоа се надоврза и американската амбасада за предупредување и така натаму. Моите информации говорат дека сепак се работи за операција од многу помал обем, не затоа што е тоа за подценување, но дека сепак се тоа неколкумина кои биле викнати на разговор, предупредени и така натаму. Што е сега, каде ќе бидеме лоцирани во овој тип на тоа ќе треба да го прашате на Министерството за внатрешни работи, и моите информации се слични на вашите информации. Јас мислам зашто стануваше збор. Да, мислам дека тоа беше лошо изменажирано од аспект на пиар. Че јавноста навистина се вознемири, бидејќи во исто време и една од соседните држави, не само американската амбасада, рече: внимавајте, не одете тамо, избегнувајте места вакви такви. Тоа не треба да се прави. Добро. Значи, вие знаете, и многу сериозна да е заканата, тој тип на пораки упатени до генералната јавност не се практикува, бидејќи генералната јавност нешто не знае. Не знае, ги нема сите информации, не треба да ги знае. Имаме ли проблем со овие 150 луѓе кои што се... Не, значи, знаете што, а на ниво на индивидуи, тоа Америка не може да го спречи. Меѓутоа, од она што го знам, а го знам сигурно од нашите служби, не е битно за колкумина зборуваме, тие си ја знаат таа бројка, сите тие се соодветно безбедносно покриени. Тоа е што е. И во тој дел, без помошта на големите сојузници од НАТО, ние не можеме тоа само со наши капацитети да го направиме, независно што станува збор за наши државјани, што се само 100 и 150 или колку се веќе. Значи, еден да е, ако оди во Сирија, ако оди во Ирак, ако оди во Афганистан, ако оди низ половина Западна Европа и се враќа овде и така прави постојано, вие немате капацитет да го следите него. Сакам уште една друга димензија пред да придеме на некои други теми. Членството во НАТО не е само мултилатерална голема операција, бидејќи се работи за заедница на 30 земји, во кои што се и некои од најголемите во светот и така натаму, секако најмоćните и така натаму. Тоа значи и билатерални соработки со соседите. Имаме ли ние еден вид на апгрейд, еден вид на напредување во смисла на нашата соработка со овие соседи кои што се членки на НАТО? Да. Значи и во рамки на алијансата не упатуваат на регионално соработување поголемо, но и билатерално, инаку да не се лажеме. Значи во тој дел нема бум затоа што подпишавме пристапен протокол. Зошто? Затоа што ние сме дел од Јадранската група уште пред многу години. Ние сме со нашите соседи имаме заеднички патроли уште пред 15 години на границите со Албанија на пример. Така што ние сме со Хрватска соработуваме исто на овој начин од 2002 наваму. Не сме нови. Ја постојано велам, ние сме, прашуваат дали сте вие подготвени за членство во НАТО. Ние сме најподготвениот кандидат во историја, што чекаме 20 години. Тоа валда и за Европска унија ќе важи, видејќи таму и повеќе. Тамо не би смеле да го рушиме рекордот на Турција. Така е. Добро, ако може да излеземе малку од рамките на НАТО, да се вратиме на домашнава политика. Дали Гордана Силјановска
би ви била сериозен против кандидат за на Ти го председателски преюдицираш избори. мојот прв одговор, а не го поставаш првото Сакам прашање. намерно да го се преритам зазна. првото прашање. Ја вака ти одговорам, сум одговорам многу пати тоа. Значи, ние за да дојдеме во ситуација, било кој од нас што сме некој во нека комбинација од страна на владеачката структура, мораме да ја добиеме номинацијата. Прво потоа може да зборам. Мислам дека не е коректно да зборам ја пред време. Таа е ваков, онаков кандидат, бидејќи ја не сум промовиран во кандидат. Мислам дека до крајот на следната недела, според последните информации во рамки на владеачката структура, кај што се во тек широки коалициони разговори за профилот и за името на кандидатот, треба да се завршува процедурата, значи крајот на следната недела од прилика. Тоа е неколку дена пред закажаниот конгрес на владеачката партија, кога би се знаел профилот и дури тогаш можеме да разговараме кој од нас би бил, за да знаеме понатаму што. Добро, во една абстрактна смисла ве прашувам и како аналитичар, конечно. Тоа е друго. Ако доколку не се случи да ДУИ, СДСМ и другите партии кои што се во таа орбита излезат со така наречен консензуален кандидат, какво одеднаш ќе настане динамиката на председателските избори? Дали ова што некој тврди дека доколку има консензуален кандидат, тогаш ВМРО секако ќе изгуби и така натаму? Дали тоа баш така или можеби има и некој друг агол? Знаете што, значи консензуалниот до сега се врзуваше со блокот на албански гласови. Меѓутоа сега во албанскиот блок знаете и сами дека има прилично расипување на гласовите, да кажем, растурање на гласовите. Не е како едно време еден политички субјект кој е неприкосновен. Сега по некои проценки, по некои анкети, силата на здружената опозиција во албанскиот дел, ако се здружат, не е послаба од владеачката, силата на владеачките албански партии. И таму има 2-3 поточно. Така што тоа е отприлика пата ситуација. Вие не може да рачунате, ние сме во влада и тие ќе ни дадат по дефиниција или по дефолт во вториот круг, не знам колку гласа. Вие кога се надпреварувавте, ако не се лажам, така се одлеа негдека во првиот круг околу 780.000 гласови на кандидатот на Илијас Халими и на од Гром, нели? Купно, да, по 35.000 се одлеа. Прецизно, мислам дека баш прецизно беше. Илјас имаше 39.000 и Гром имаше 31.000, Дарка, значи, негде околу 70.000 отидоа така, но македонски и албански во тој блок. Тоа, повторно се враќаме на темата дека сепак мислите дека калкулациите за бојкот на вториот круг се сосема исклучени? Сум го кажувал да го повторам. Значи, гледам некои влечат паралела која не е нужна и не е коректна со референдумскиот бојкот. Неуспешни председателски избори се можни само и само, 99% случаи се бидува, нели? Само ако најголемата опозициона партија бојкотира. Затоа го имаме тој резултат на референдумот. ВМРО направи бојкот. Да, и тој блок од грубо кажано 30.000 гласови седеше дома следејќи ги партиските директиви. Значи нема друг начин да направите бојкот. Знаете како, отприлика во македонскиот електорат еве да направиме бегла паралела со претходните избори и со ова што сега ни се случува. Околу, зборам за реално дадени гласови, околу 1 милион луѓе гласа. Плюс, минус, контексти, периоди временски така натаму. Обично на почетокот на мандатот свој, владеачката коалиција има околу 400, може и повеќе, може и помалку, опозициониот блок е околу 300, албански гласови кои можат да реално да бидат дадени, бидејќи се за жал луѓето многу иселени, се околу 200.000 и со остатокот од 100.000 се така наречените неопределени. 400, 300, 200, 100, тоа е отприлика тој милион. Чи практично точно се знае кој блок од овие, последниве не можат бидејќи не следат партиски директиви тоа да го направат, кој блок од овие ако закаже, вие немате извесен цензус, на пример за градоначалник ви треба 33% за да биде избран. Така што нема мистификација во тој процес. Ако опозиционата партија изигра до крај, не ја напушти битката пред време, ние имаме повеќе од сигурно излезност. Добро, сега ве прашувам и во својство на национален координатор и во својство на аналитичар, и можен кандидат за председателски избори. Да предпоставиме дека опозицијата ќе победи на изборите и дека госпоѓа Гордан Силјановска ќе стане новиот председател на Македонија. Колку е реална опцијата да се поништи Преспанскиот договор? Слушаме разни изјави, слушаме, како да кажам, ветувања, ќе се обидеме, ние имаме наш пристап, нема да го признаеме. Се работи за крупни недоразбирања, за манипулации или постои таква реалност? Ја мислам дека постојат од двете групи. Значи има луѓе кои стварно не ги разбираат тие процеси. Не зборам за кандидатот на опозицијата. Тој е доктор на правни науки, претпоставам дека знае. Иако има такви изјави. Има Таа изјави... ќе треба меѓу другото и на уставот на Северна Република Да се заколне, ќе биде. Значи има или кај добар дел од граѓанството неразбирање за тие меѓународни процеси и за процедури низ кои се доаѓа до билатерален договор кој е заверен во Обединети нации и депониран Преспанскиот, а има и манипулација политичка во која се вели ние, ако сме на власт или кој ќе дојдеме, ќе направиме подобар договор. Подобар договор во овој историски контекст не е возможен.
И тоа ја сум го кажувал, ајде да го повторам. Најмалку заради Заев или Ципрас. Дали се тој тука и тој таму. Се разбира тоа. Знаете што? Заев и Содржи... Ципрас се историја во таа Не, морете, тие беа вистина архитекти. Се разбира, но Но ако не застанеа за договорот, баш за секоја точка и запирка, Британија, Америка, Германија, Франција, сите клучни меѓународни западни фактори, вие немавте да имате договор. И сега вие треба не да чекате некој подобар од Ципрас, помек Грк, или не знам, вие да бидете на власт во Скопје. Вие мора да ги убедите сите светски релевантни меѓународни фактори и да речете ова не е добро, дајте помогнете да направиме подобар договор. Не е возможно. Знаете зошто ве прашувам? Впечаток ми е, тоа ќе го разговарам и со Мицковски следната среда, се надевам. Впечаток ми е дека тие имаат проблем на која тема ќе се одвива председателската кампања. Ако се одвива на тема на Преспанскиот договор, тие не се глупави да знаат да не знаат дека тоа е прилично ловење во матно со овој тип на импровизации, па да кажем и на лаги директни, дека нешто ќе се менува и така натаму. Затоа мислам, вклучувајќи и оваа пресконференција која вечерва ја одгледавме, во која што практично Мицковски, како што вели нашиот репортер, искористи прилика да продолжи почетокот на председателска кампања, тие веројатно ќе сакат да наметнат темпо за успешноста на режимот на Заев. Не ли ви се чини дека на крајот кампањата ќе се сведе повторно на теми кои што ќе ги врзат Груевски и Заев од другата страна и дека ова ќе биде заправо втор референдум после референдумот за Преспански договор за тоа што мисли Македонија после Преспанскиот договор? Мислам дека тие тоа не го ни кријат. Дека отприлика таа ќе биде перцепцијата. Инаку околу договорот за Преспа дека може да биде подобар, тоа се почетнички лекции кои не верувам дека ќе инсистираат на нив. Ова е можно да биде. Меѓутоа ја ви тврдам, во било каков обновен или квази дуел меѓу Заев и Груевски, макар како метафора, се разбира, значи страната на Груевски, ако овие што се сега на власт во ВМРО да помислат дека се тие се уште страната на Груевски, повторно ќе изгуби. Не само во историска перспектива што Заев е во право, на правата страна на историјата. Зборам за овие клучни работи НАТО, Преспа и така натаму. Груевски беше метафора за заробена држава. Заев е метафора за држава членка на НАТО. Крај. Добро, тие денеска Мицковски вели режимот, диктатурата, деспотот го ословува Заев и така натаму. Има, употребуваат често црнилата, криминалната власт, Вие не може, јас се надам дека никогаш ниеден систем во Македонија и влада нема да стигне до тоа дереже. Меѓутоа тоа што тие го има во делот на режим, во делот на диктатура, во делот на прислушкување на 20 и кусур илјади луѓе, своји граѓани, и своји министри, и своји луѓе од семејствата најблиски, тоа лудило, таков автократски режим, имаат среќа и другите во регионот, што ние сме мала држава со мали ресурси. Иначе тоа беше автократски режим посилен од оној на Слободан Милошевиќ. И да бевме поголема држава со поголемо население, ние ќе предизвикавме регионална дестабилизација. Значи до тоа дереже никој никогаш, јас се надам, нема да дојде. Значи во тие параметри ако ги споредувате, тие две влади, вие губите сигурно. Вие губите сигурно. Значи непотизам тука и тамо 2, 3, 5, 10, 100 случаи. Ова е, само концлогори фалеа за нас, што бевме опозиција во тоа време. Господин Пендаровски, спремате ли чевли и патики што треба ако евентуално бидете председателски кандидат? Ќе ве чекате до 30. Од 2014. Сметате дека шансите се подобри овој пат? За вас лично ја прашувам доколку истрчете на тој терен? Ордановски сите знаат, не затоа што ја бев кандидат, па се ја сам себе се фала, меѓутоа сите знаат дека тие тоа беше изборен инженеринг од невидени размери. И сите знаат, само да не зборам за албанскиот блок на кој што му беше оневозможено да гласа. Бидејќи Иванов освои 540.000 гласа во вториот круг, тоа е прилична цифра. Значи, да ви кажем еден интересен детал. Вие го знаете расположението на албанците во тој период. Во тој период, барем на албанците. Македонците беа стегнати на друг начин, со вработување во администрација, со административни списови и така. Меѓутоа во делот на албанците. Дали знаете дека на крајот кога направивме анализа кој од кандидатите има добиено повеќе албански гласови, тоа беше Иванов. Заради гласовите на ДП во тој период. Да. Па, сега да бидам искрен и кога ќе ги погледате анализите за референдумот, има некакви аномалии кои што можеби се предпоставките погрешни. Можеби ние мислиме дека тоа етнички така се гласа, а всушност не е тоа така. Така што можеби некакви изненадувања во таа смисла не се случи. Може. Мене ме радува навистина што и во албанскиот дел и во македонскиот дел се случува навистина еден, посебно во албанскиот дел, веројатно по прв пат плурализација на просторот, што може само да не радува. Генерално како држава. Стево Пендаровски, професор, национален координатор за НАТО Уште малце. и
перспективен кандидат за председател на Македонија во зависност перспектив, од... Ви благодарам за вечерашниот разговор, се надевам дека ќе се видиме и во наредна прилика да поразговараме. Сигурно, благодарам за поканата. Благодарам. А вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете и понатаму на програмата на ННТВ, бидејќи колегата Борин Јовановски има можни интересни гости на поинаква неполитичка тема, колку што мислам. А следната среда ве канам заедно да го гледате мојот разговор со господинот Христијан Мицковски, со кого се надевам дека ќе имаме прилика да седнеме и да ги вхрстиме мечовите и да видиме како ќе излеземе на крајот од тој разговор, во смисла на тоа да ви понудиме вам подобра информација за она што се погледите негови на опозицијата. Јас сум Сашо Ордановски, ова беше Печат на неделата, останете со ННТВ.